Благодарам, почитуван професоре, драги колеги панелисти, почитувани присутни, представници од другите национални организации од регионот, да ви посакам прво добре дојде на сите во Северна Македонија и да навистина имаме успешна дебата. Мене ми е драго што еве за многу кратко време веќе втор пат сум на некаква дебата која што организира Црвениот крст на Северна Македонија. Овој пат како можност за надградба и на самата национална организација преку секако концепцијската надградба трансформација 28. И ако трнеме од тоа дека за многу краток период веќе два пати сме заедно, тоа доволно говори какви се нашите односи помеѓу МВР и Црвениот крст и колку практично знаеме за важноста на улогата, значењето во еден поширок општествен контекст на делување и колку е тоа важно да бидеме добри соработници, не само со Црвениот крст. Затоа што кога говориме за модалитетите и можностите секако за обезбедување на еден ефикасен одговор на итни состојби, пред се мора да се има во прв план организацијскиот, техничкиот, човечкиот потенцијал со кој што располагаме сите ние, но не помалку важно е колку тој капацитет ќе го ставиме во функција заеднички. И мислам дека за ова треба да говориме сите ние кои што сме мали држави, не само за интеграција на собствените капацитети во рамките на државата. Јас сметам дека системот на заштита и спасување генерално треба да биде консолидиран и на регионално ниво, заради тоа што е важно сите капацитети со кои што располагаме да ги ставиме во функција на заедничката безбедност, пред се на регионалната. Секако дека секој општество има своји специфики, своји нормативни решенија, елементарни капацитети со кои што поседува кои ги поседува. Сепак многу се важни и степенот на експертиза и на техничките перформанси со кои што располагаат институциите и ова се веќе инпути во однос на тоа како можеме да се справиме со состојбите. Пред се со состојбите за заштита и спасување. Бидејќи тоа се итни ситуации, тие бараат брз одговор. Тука нема време да се организирате дополнително да ги воспоставувате тие соработки ако ги немате и така натаму и така натаму. Значи тоа е нешто што мора да постои, или го имате или го немате. Ако го имате, ќе имате успешен систем, ако го немате, немате систем. И тука мислам, ако говориме сега од аспект и на прашањето кое што го поставивте, колку Македонија е побезбедна земја од тоа што била порано, мислам дека најдобро е да ги погледнеме истражувањата кои што ги прават реномираните организации меѓународни за тоа на кое место и како ја има перцепцијата за Република Северна Македонија. Светскиот индекс за мир говори дека ние сме 36-та земја во светот по безбедност. Или една од најбезбедните на Балканот, заедно со Хрватска и со Словенија. Тоа покажува дека има сериозен напредок. И тој напредок се должи на двете компоненти. На градењето на институционалните капацитети внатре во институциите и на градењето на соработката помеѓу институциите кои што ги имаме. Мислам дека овој проект Трансформација 28, кој што е осмислен и чија што развојна рамка претендира на едно модерно, сеофатно, национално развивање на Црвениот крст, оди во прилог на веќе постоечкото разбирање на организацијата, која што може подеднакво квалитетно да одговори на сите предизвици со кои што ние се соочуваме како држава, меѓутоа да има одговор и на сите потреби за целиот регион, па и пошироко. И ова го покажавме ние на дело, не само да говориме за овие работи, туку за многу прашања
имаме веќе состојби кои што ни се случиле, имаме студија на случај како сме делувале во одредени моменти, кои ни биле негативните, кои биле позитивните страни и што е тоа што треба да го направиме. Јас ќе кажам две работи. Прво, што ни се случуваше на национално ниво. Тука имаме две клучни прашања, два сериозни предизвика. Едниот е безбедносен предизвик, а тоа е миграцијската криза. Вториот е здравствен предизвик, кој што има сериозни импликации на економијата, на безбедноста и така натаму, тоа беше ковид. Јас сум многу среќен што во тој период, заедно со Факултетот за безбедност, започнавме само иницијативно, во договор, да направиме студија на случај да видиме кои се нашите слабости во однос на делувањата. Меѓутоа, ако говориме за таа соработка, таа беше не одлична, повеќе од одлична, со сите волонтери на Црвениот крст и тој сериозен предизвик кој што го имаше нашата земја, да во 2015 година и 2016, значи некаде од втората половина на 2015 година па до јануари 2016, низ државата поминале 1.100.000 лица бегалци. Тие требале да бидат причекани на хуман начин, да им бидат обезбедени основните потреби. И при тоа да ја сочуваме безбедноста на сите, и нивната, и на граѓаните. Еден сериозен предизвик, за кој што покажаме дека навистина соработката е на едно највисоко ниво. Второ, во однос на ковид кризата. Тоа беше нешто непознато, не за нас, за светот. Меѓутоа, сметам дека повторно многу успешно се справивме со оглед на тоа што Република Северна Македонија во тој момент имаше сериозни причини да биде загрижена, заради тоа што немавме активен парламент, имавме распишани избори. Во период во кој што моравме да се справуваме со ваквите предизвици. И тогаш, правејќи добар план, повторно Црвениот крст заедно со македонските полициски службеници беа на првата борбена линија во моменти кога сите бегаа и се плашеа од тоа што е непознато за сите нас. Меѓутоа, некој мораше да го понесе тој товар и мислам дека тие две работи најдобро покажуваат колку е важна соработката помеѓу овие институции. Често пати секретарот и председателот на Црвениот крст ми речат добро е што ја нарекувате институција Црвениот крст. Јас тоа го мислам апсолутно дека е така. Бидејќи немаме друг израз кој што најсоодветно може да ја покаже силата и тежината на оваа организација за која што сите ние треба да работиме. Кога зборуваме за тоа колку сме подготвени за надвор, ќе го споменам земјотресот во Турција. Сето тоа што покажавме хуманост и што понудивме во тие тешки моменти за Турција со еден сериозен капацитет, државен, со заеднички ресурси, повторно со заедничка соработка помеѓу Црвениот крст и овие институции. Така да, досегашната соработка пред се Министерство за внатрешни работи и Црвениот крст, меѓутоа и сите други, мислам дека таа соработка представува заокружување на сите алки во системот на одбраната и безбедноста на државата. Кога говорам за одбраната и безбедноста, говорам и за заштитата и спасувањето, бидејќи без неја ние немаме затворен круг на одбрана и на безбедност. Секако дека унапредувањето во работењето, во сите сегменти, посебно во кризното работење, е потребно. И мислам дека многу навремено, многу одговорно пристапува раководството на Црвениот крст во една ваква дебата со која што нуди некаков нов концепт, нов модел за надградба на својата организација и тоа е едно визионерско гледање не само за Црвениот крст, тоа е визија за државата и тоа треба да биде и како потик за сите институции. Без разлика и државните институции, ако нема визија каде треба да се развиваат и што е тоа што треба да го направиме, ние многу тешко ќе можеме да се справуваме со состојбите. Например, праша професорот или констатираше во однос на пожарите.
ние имаме сериозна состојба со пожари 2021 година. Кога имавме потреба и добивме помош од многу држави од регионот, и од Словенија, од Хрватска, и од Србија, и од Унгарија, и од многу други земји, од Австрија и така натаму. Меѓутоа, тоа не се заврши или не требаше да се заврши само на завршена работа со помош на другите. Ние како Министерство имавме визија дека мора да направиме нешто повеќе ако сакаме да бидеме успешни на тамошниот период. И затоа пристапивме кон опремување на воздухопловната единица на Министерство за внатрешни работи со опрема, меѓутоа и со обука на кадри за гасење на пожарите. Затоа денеска над 750 пожари ова година сме интервенирале како Министерство за внатрешни работи за гасење, иако тоа не е наша примарна задача. Тука се Дирекцијата за заштита и спасување, тука е Центар за управување со кризи, ама се враќам пак на почетокот. Консолидацијата на средствата во витни ситуации се многу важни. Ако не ги консолидираме средствата, утре не може да ни биде оправдување дека не сме се справиле со состојбата заради тоа што овој бил надлежен или некој друг бил надлежен, а ние тоа не сме го направиле. И затоа сметам дека сето оно што се прави во изминатиот период, се прави во функција на јакнењето на капацитетите. И за крај ќе кажам дека еве за прв пат ќе имаме можност за многу кратко време, може би веќе наредниот месец, да промовираме целосна опрема за медицински потреби за еден од хеликоптерите на Министерството за внатрешни работи и прв пат во историјата на државата да можеме да вршиме транспорт медицински на пациенти внатре во државата. Тоа е нешто што исто така го зголемува капацитетот и тоа јас го сметам повторно како заеднички успех. И тоа секако дека ќе го промовираме повторно сите ние заедно кои што и денеска сме овде. Така да, мислам, ако погледнеме наназад, можеме да видиме и да процениме за тоа како растела и се развивала нашата соработка. И за тоа постојат екзактни податоци. И тука нема, знаете, фактите, аргументите, бројките се најважната работа. Сето друго може да биде манипулирано, политизирано, да се прави политиканство на едното другото. Меѓутоа, ако погледнеме каква била состојбата помеѓу МВР и Црвениот крст 2015 година, сега можам да набројам 10 работи кои што можеле да бидат завршени, а не биле завршени, денеска се завршени и даваат резултат во развој на друштвото. Или ако го земеме факултетот за безбедност. Во тој период да немаме никаква комуникација, а сме повикани едни на други, и денеска да немаме практично ден или настан во кој што ние не сме заедно, не се потпира праксата на науката и обратно. Така да, ова е од исклучителна важност за сите нас и морам да кажам за итните состојби, покрај сите институции кои што сме први, во првите борбени линии, подготвени и така натаму да работиме, мислам дека исклучително важно место заземат и сите медиуми и на сите нив им благодарам заради тоа што многу е важно и како тоа ќе го презентираме и ќе информираме јавноста. Благодарам.